Кандидатите за градоначалници го истрчаа последниот круг пред второто одмерување в недела. Двајцата претенденти за менаџери на главниот град, Орце Ѓоргиевски од ВМРО ДПМН и Јамар Мециновиќ од Левица, повикаа на масовна излезност и побараа поддршка од скопјани. Ова кампања беше вистинска можност да се сретнам со граѓаните не само во центар, не само во Кисела Вода, туку со граѓаните од цело наше Скопје, да ги видиме проблемите со кои што реално сите живееме години наназад, проблемите поврзани со нефункционалноста на јавните предпријатија, проекти кои што повеќе децении чекаат да бидат реализирани, но не само проектите, граѓаните ги очекуваат сите нив, но понудивме и нов концепт и стратегија со која што Скопје заеднички ќе го менуваме наредните 4 години. Јас сум среќен што Скопје е конечно будно, што скопјани се будни и се спремни за промени. Ако сега не ја преземеме одлуката, тогаш ќе имаме и последици од таа непрезимање на одлука. Но ако еднаш сето ова што го чувствуваме 30 години, го канализираме во конечна одлука, која ќе не стави во позиција воопшто да можеме да сонуваме и да размислуваме за еден подобар град, за една подобра држава и за едно подобро општество, тогаш сметам дека храбриот чекор кој се изискува од нас во недела, тогаш можеме и да го преземеме. Ако ние ја добиеме поддршка, ако победиме во вториот круг, нашиот фокус од првиот ден ќе биде на човекот. Ние како градска власт ќе правиме се по желбите на нашите граѓани. И кандидатите за центар со завршни зборови. Актуелниот градоначалник Герасимовски вети реконструкција на улицата 50-та дивизија. Кандидатот на Знамла Будовиќ пак рече дека ќе оправда довербата на граѓаните. Започнуваме со целосна реконструкција на улицата 50-та дивизија, со која улицата ќе добие современ, функционален и безбеден изглед. Проектот предвидува еднонасочно движење, ново коловозно решение, со што ќе се подобри протокот на сообраќај и ќе се создадат нови резидентни паркинг места. Со проширување на тротоарите поставуваме бариери против диво паркирање, ново лето осветлување и зеленило, улицата станува поурбана, побезбедна и поквалитетна за секој граѓанин. Овие 5 недели заедно со членовите на Движење Знам за наша Македонија, заедно со членовите на ВМРО ДПМН, покажавме дека сите заедно во заедништво можеме да застанеме рамо до рамо и да чекориме напред. Ќе оправдам довербата на граѓаните дека центар за 4 години ќе биде чист, зелен, урбан и безбеден. Кандидатот на СДСМ за градоначалник на Аеродром побара неговите сограѓани да го покажат незадоволството кон актуелната власт. Резултатите од првиот круг јасно покажаа дека во општина Аеродром постои големо опозицијско расположение. Граѓаните испратија порака дека сакаат промени, дека се уморни од застојот, ароганцијата и самоволието на локалната власт. Сега е моментот тоа незадоволство да го претвориме во одлучна волја за промена. Ги повикувам сите граѓани, без разлика на партиска припадност, да се обединиме и масовно да излеземе на гласање на 2 ноември. Да го покажеме нашето единство, нашата решеност и нашата верба во подобра иднина. Кандидатот за градоначалник на Крушево од ВМРО ДПМН вети дека ќе ги реши сите проблеми во градот, но најави и развој во повеќе сфери. За жал значат и закана по здравјето на граѓаните на општина Крушево. Затоа ни е потребно итно решавање на тие проблеми, но исто така ни е потребно паралелно со тоа да имаме и развој во општина Крушево, развој на секој сегмент, почнувајќи од инфраструктура до култура. Но најважно од се, во Крушево ни е потребен развој на економијата. За сето тоа да се случи, во Крушево е потребно да се направат промени. Од вечерва на полноќ стапува предизборниот молк, кој ќе трае до завршување на гласањето в недела во 19 часот. Даниел Василев, Сител телевизија.